Одлуката на Врховниот суд предизвика нов револт кај семејството на Фросина Кулакова, кој директно изразија сомнеж за корупција. Попладнево тие организираа нов протестен марш од пешачкиот на Партизанска, каде беше прегазена Фросина, до Кривичниот суд во Скопје. Протестот го следеше колешката Наташа Мерсовска, имаме во живо во Дневникот. Наташа, какви пораки беа испратени од протестот? Така, Иван, незадоволни од вчерашната одлука на обвинителството, која што му изрече затворска казна од 12 години на Васил Јованов, родителите и поддржувачи на Фросина Кулакова денеска излегоа на протест. Протестот, како што кажа, започна пред универзалната сала, каде што беше на пешачки премин прегазена 22 годишната Фросина Кулакова, а продолжи, односно заврши овде пред Кривичниот закон. Родителите не се задоволни од одлуката на судиката Марковска, затоа тие бараат да добие максимална затворска казна Васил Јованов од 20 години, но и судиката Марковска да се поведе, судскиот совет да поведе дисциплинска постапка и да биде иземена од случајот. Да слушнеме изјавата од таткото на Фросина, Тодор Кулаков. Бараме максимална затворска казна за Васо. 20 години без олеснителни околности. Судот пресуди само 12 години затвор за лице што пијан, без возачка дозвола и на пешачки премин, на црвено светло. За него значи место каде во тој момент е дозволено 0 км на час. Тој возел стотка, прегази невина девојка, која си минеше на зелено светло. Бараме судскиот совет да покрене дисциплинска постапка, да се утврди дали постоело непрофесионално или пристрасно постапување. Во меѓувреме, бараме судијката да биде временно отстранета од работа. Инаку, Иван, за да не се случуваат вакви сообраќајни несреќи со смртни последици, таткото на Фросина побара измени во Кривичниот законник, каде што минималната затворска казна би изнесувала 15 години. Инаку на протестот беа присутни и семејства кои што водат слични постапки како таткото на Фросина Кулакова, но и семејството на Теодора, тетовчанката Теодора Ристовска, исто така 22 годишна, која што беше прегазена во Тетово, а нејзиниот, односно возачот доби максимална затворска казна од само 2 години. Таткото најави дека протестите ќе продолжат и во иднина.